Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ја најавата за содржините вечерва. Екзодусот од Македонија не запира. Ова куќа делумично иселена. Младите се во Германија. Оваа куќа празна, иселена. Тамо куќава иселени Словенија. Потрагата по подобар живот води преку Бугарија. Тука секојдневно редици граѓани чекаат да аплицираат со молби, зашто поскоро да добијат бугарско државјанство. Не ми треба македонски веќе. Откриваме раскараниот судско-обвинителски врв далеку од очите на јавноста со странски олеснувачи на заедничка дебата за реформи. Се подготвува терен за брзи промени по изборите. Проверивме како пустец се подготвува за изборите на 11 декември. Кој ни рекој ој да ме гласа? Ако ни речува, припајте гласам. Кој согласи, ќе не. До сега сте биле ли да гласате во Македонија? Си бил и лични карти ми даде грујачи. Ако продолжите со вашите провокации, ние значи ќе си преземиме наши мерки. Кои се тие мерки, ако може да ни кажете? Прочистувањето на избирачкиот список не ги исчисти сомнежите. Видов бројка од 222 избирачи, кога реална бројка на жители на село Љубена е меѓу 70 и 80 жители. Излегуваме! 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 Ова е битка за Македонија! УЦК! 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 Ајде ти баш! Психијатар, ветеран на ОНА и писател ги анализираат екстремите во кампањата. Сречко Поповски подготви нова саботажа, ќе ја видиме кон крајот на емисијата. Додека на јавна сцена сведочиме за сериозни превирања во судството и за диаметрално спротивставени ставови за состојбите во оваа сфера, првите луѓе од судско-обвинителската фела седнале на иста маса за да разговараат за реформи. Напорот е странски, но интересно е дека речиси сите поканети се појавиле да дебатираат за препораките на Прибе и за забелешките од извештајот на Европската комисија. Дури и оние што изјавуваат дека критиките на Брисел не држат. Идејата е да се подготви терен за брзи промени веднаш по изборите. Владимир Мирчевски за конференцијата што се одржала далеку од очите на јавноста. Ова е местото каде пред точно една седмица судско-обвинителскиот врв седнал на заедничка маса и покрај меѓусебниот анимозитет и спротивставените ставови ги обединила дебатата за еднината на правосудниот систем во Македонија. Прашање е дали ваква средба воопшто и ќе имала ако не организирала меѓународната заедница. Ова е писмо подпишано од британскиот амбасадор Чарлс Гарет до кое дојде 360 степени. Со него се канат представници на 18 институции на дводневна работилница од која треба да произлезе, како што се наведува, опсежен опис на конкретни мерки неопходни за целосно имплементирање на судските реформи, наведени во препораките на Прибе и итните реформски приоритети. Тоа ќе помогне да се обезбеди брз почеток на оваа значајна работа по изборите. Речиси сите повикани се појавиле минатиот понеделник и вторник во Маврово, претседателката на Врховниот суд Неделкова, првиот човек на судскиот совет Караџовски, претседателот на Скопскиот кривичен суд Панчевски, државниот јавен обвинител Зврлевски, претседателот на Советот на обвинители Аневски, директорката на Академијата за суди и обвинители Арнаудовска, првите луѓе на поголемите основни и на апелациските судови. Присуствувал и претседателот на Уставниот суд Ивановски. Вест сама за себе е присуството и на оние што беа најгласни против критиките за судството во европскиот извештај, како Караџовски и Арнаудовска, иако токму тоа била темата во Маврово. По мене не е многу суштински изработен извештајот во однос на судството, е прилично погрешен и не се земени сите факти предвид. Според мене не уназадува судството, заради тоа што сите тие реформи што ние ги спроведуваме се согласно и препораките на Греко комитетот. Во својство на олеснувачи, во хотелот Радика се појавиле Џон Хемери и Џереми Хил, експерти од Британскиот центар за политички и дипломатски студии. И едниот и другиот со завидна дипломатска кариера и искуство во обука на кадри во посткомунистичките држави во Централна и Источна Европа.
Што и како е договорено во Радика, во која насока ќе се движат реформите, усвоени ли се конкретни заклучоци, 360 степени ги праша организаторите на настанот и дел од учесниците. Од британската амбасада потврдија дека имало работилница, но не открија детали. Настанот беше во рамките на поддршката на Обединетото кралство за Македонија во спроведувањето на итните реформски приоритети во судството. Од јавното обвинителство изјавија дека секогаш се отворени за конструктивна дискусија и размена на мислења. Ценам дека отворањето на прашањата кои праксата ги отвара е начин за доаѓање до подобри решенија. Затоа, секаде каде може јавното обвинителство да помогне со свое видување, како и секаде каде има можност да се слушне квалитетна дискусија и добри препораки, ќе присуствуваме и ќе даваме поддршка. Кус коментар дојде од Советот на јавни обвинители. Сигурно е дека работилницата беше корисна. Секако, тоа е едно од начините да се унапредат состојбите во правосудството. А Европската комисија беше повеќе од директна за состојбите. Во генералната оценка дека се соочуваме со феноменот на заробена, киднапирана држава. Особено критичен е тонот кон состојбите во судството. Се констатира на тамошно назадување, се зборува за политичко влијание во работата и изборот на судиите, за селективна правда во политички чувствителни случаи, за делење предмети на судии по лична и политичка основа, за на крај да се сугерира нова, сеопфатна стратегија за реформа во оваа сфера. Собирот во Радика го трасира патот до таа стратегија. Иселувањето од Македонија, кое според повеќе релевантни извори надмина половина милион во последното десетлетие, не само што не запира, туку се чини дека продолжува со засилено темпо. Ако овој процес не запре, Македонија ќе го загуби статусот на држава и ќе остане само територија, велат социолози. Еден од најсигурните патишта до подобар живот на Запад води преку Бугарија. Колку е лесно или тешко да се стигне до бугарски пасош? Славица Филиповска ја има приказната прв пат раскажана на ваков начин. Звегор, најголемото делчевско село. На само 5 минути од градот и исто толку блиску до границата со Бугарија. Големите куки во Звегор асоцираат на тоа дека домакините овде ја планирале иднината, но животот и плановите не се секогаш на истата страна. Дојде време да човек, кога ќе излезе, да нема со кого да се напие едно пиво во пrodavницата, да размени неколку збора, бидејќи селото се испразни. Ова е домот на Ванчо Новоселски. Деновите ги поминува во дружба со своите миленичиња и во одржување на градината. Моите соседи, мал број се тука, поголем број ги нема. Така да, оваа куќа делумично иселена, младите се во Германија. Оваа куќа празна, иселени. Тамо куќава иселени Словенија. До незе куќава делимично празни, до Швајцарија иселени. Значи, секој негде веќе полека, но сигурно се иселува од село. Од професор по историја и просветен инспектор, Ванчо останува без работа. Тогаш почнува да се празни неговиот дом. Двата сина му заминуваат во странство. Едниот се надева привремено, додека е на студии во Бугарија, но другиот, најверојатно за секогаш, со новото семејство во Швајцарија. Снаоѓањето на овие млади луѓе е на тој начин, да земат бугарски пасош и да заминат од сопствената држава. На истиот начин замини мојот син, откако висок функционер на власта, мене лично ми кажа додека е оваа власт за мене и за мојата фамилија, воработување веќе нема. Тогаш Ванчо посегнал по истото решение за да му овозможи школување и на помалиот син. Сезонски работи во Италија и во Швајцарија. Извадив бугарски пасош и на тој начин завинав за Италија 2015 година. Така и денеска само со бугарски пасош те примат и во Швајцарија и во Италија и во другите дестинации каде што нашите се иселуваат.
А до бугарски пасош стигнав преку Делчо Гошев. Делчо Гошев, во Делчево познат како Делчо Транс, е човекот кој за многумина е првата станица на патот до Европа. Помагам на луѓето кои сакат да земат бугарско државенство. 16 години во това работа, уклучил сам целата моја фамилија, значи моите деца и жена ми сите помагаме за околу добивањето, објаснуваме на луѓето, водиме ги, им кажуваме кои документи, што документи треба да подготват, кажуваме им колку се трошковите, колку се давачките и во награда за целата таа работа им наплатиме само за услугата, за помагањето и за возењето. До пред 7-8 години бараше исклучиво младите. Но сега има луѓе кои на 50, на 55, па дури на 60 години. Има луѓе кои децата се им отишли, внуците се им останали по Италија, по Германија и сега што ќе барат, ќе останат тука. Значи зимат и старите бегат. И поврат, дали ќе има некој пат, еден Бог знае. Ова зимско утро група луѓе организирано ја напуштаат Македонија. Го прават својот прв чекор кон иселувањето. Аплицираат за бугарски пасош. Заедно со нив тргнуваме од Делчево за Софија. Денот за Делчо и за неговото семејство почнува уште од рани зори. Тој и неговиот син уште пред да се раздени ги имаат првите патници за Бугарија. Според проценките на Делчо, во последните 15 години патот до бугарско државјанство го поминале најмалку 90.000 граѓани, но убеден е дека бројката е поголема. Искористиме привилегијата на Бугарија што можат да работат и да се движат по Европа слободно, дека дел од нашата држава луѓето најдеа спас. Што мислите ако беа сите тие млади, тие 90.000 жители, а не са 90.000 имат земено бугарско државјанство, но сите са си повлекли жените кои имат македонско државјанство, но се ги повлекли по странство и ги регистрират, имат право да престојат во државата и са си повлекли и децата. По 2 часа пат пристигнавме во главниот град на Бугарија. Веднаш позади палатата на председателот на Бугарија се наоѓа и Државната агенција на бугарите во странство. Таму секој кандидат за државјанство најнапред треба да приложи доказ дека тој или неговите предци имаат бугарско потекло. Оние кои ќе докажат дека се бугари, ќе бидат повикани на интервју во Министерството за правда. А таму не пречека оваа слика. На ова место, поточно од мојата десна страна, се наоѓа Министерството за правосудство на Република Бугарија. Тука секојдневно редици граѓани чекаат да аплицираат со молби за што поскоро да добијат бугарско државјанство. Некои од нив чекаат дури и до 1 година за интервју. Поради големиот број на кандидати, интервјуата постојано се пролонгираат. Државјанство се добива дури по 2 години, но и подолго. Оние кои се во неизвестност кога точно ќе добијат државјанство, не се расположени да зборуваат. Само на кратко. Но Венцо Стоименовски од Делчево, чија процедура е завршена, е расположен за разговор. Не ми треба македонски веќе. Јас моите иднина веќе сам ја нашел надвор од мојата држава, надвор од мојата татковина, како и сите тие тука што чекаат, тражат спас во странство, некаде кој каде има среќа. Можеби ќе треба да служат војска младите. Ако треба војска, ќе им ќе служим. Кој ќе остане во Македонија? Ќе си доваѓаме ние на одмор. Немам коментар. Тоа нека се свестат нашите власти во Македонија. Освен македонци, за бугарски пасоши аплицираат и соседите од Србија. Таква група донела и Виолета, бугарка омажена во Србија. Вели дека не работи како посредник, туку им помага на пријатели. Многу документи се, многу доказване. Има хора които
директно си имат, например, документ, който доказва, че има българският произход, но има хора, които доказват от прабаба, от прадядо. Значи там трябва всичко да върви последователно до този човек, който търси гражданството. Плюс удостоверението от съда, удостоверение от полицията, лекарско удостоверение и някъде се събират към 10 документа, които трябва да бъдат преведени, легализирани, даже някои заверени при нотариус, с които едни остават в Държавната агенция, другите идват тук в Министерството. 350, зависи колко документи са. А на бугарите воопшто не им пречи што им доаѓаат македонци. Добре дошли. Ние сме една земя, ние народ сме. Какво по-хубаво от това? Македония, ако влезе в Европейския съюз, никой няма да дойде тук да търси паспорти български. Нашите соговорници од Софија се согласни. Исти сме во маката за вработување. И бугарите иднината си ја гледаат далеку од дома. Мисля, че в чужбина ще успея да си намеря по-лесно работа и да се уредя в живота. Не е лесно. Доста млади отиват в чужбина, търсят по-добра реализация. Според неколку истражувања, младите од Македонија, Бугарија ја искористуваат само за влез во ЕУ. Но има и такви кои веруваат дека нивните корени се бугарски. Зборовите македонеци и бугарин според мене не се исклучуваат или не се во конфликт. Да, јас сум македонец, македонски државјанин, но моите предци се етнички бугари. Вие како се чувствувате? Јас сум македонски бугарин. Петар често патува на релација Скопје-Софија. Тука во Скопје го води Сдруженијето за македонско-бугарско пријателство. Во Бугарија пак вели дека си има други бизнеси. Кога размислувам за проектот Скопје 2014, мислам дека во оваа така шарена палитра од споменици му недостасува еден убав и голем споменик од благодарност кон Бугарија, еден споменик за Бугарија, точно кога разговараме за тие државјанства. Затоа што представете си, ако тие луѓе немаа бугарско државјанство и беа овде во Република Македонија, каков социјален немир ќе имаше. Истражувањата за причините за емиграција покажуваат дека луѓето не заминуваат само поради можноста за напредок во кариерата. Професорот Ѓорги Тоновски вели дека луѓето од Македонија си одат во обити за сурова екзистенција. Доколку продолжи овој тренд, истражувањата покажуваат дека ние ќе се најдеме во позиција оваа земја да биде прогласена за територија, а не држава. Заминуваат со мислата дека нив некој ги избрка од родната земја, дека тие им се непотребни на Македонија, бидејќи ако си ги сакаше Македонија ќе ги задржеше овдека, со напомена дека сепак во Македонија во овој момент побитна е партиската книжка од било какви вештини, знаења, умења, професии. Тоновски вели дека доколку ваквата состојба итно не се лекува, оваа генерација ќе остане нем сведок на екзодусот во Македонија. А додека се чека лекот, оние кои останале се надеваат дека еден ден сепак нивните ќе се вратат во татковината. Ќе се борам до крај за да младите се стопираат да не се иселуваат како мојот син, како синовите на комшиите, да почне да се живее еден пристоен живот во Македонија, да се живее еден нормален живот во Македонија и дај Боже да се вратат младите, да си живееме заедно овдека во Македонија. По ова соочување со реалноста ќе направиме пауза, а по неа ќе гледате. Проверивме како Пустец се подготвува за изборите на 11 декември. Ако не рако е да ме гласа. Ако не речува, пајде гласам. Ако ќе согласи, ќе не. До сега сте биле ли да гласате во Македонија? Си бил. И лични карти ми даде групи. Ако продолжите со вашите провокации, ние значи ќе си преземиме наши мерки. Кои се тие мерки, ако може да ни кажете?
Прочистувањето на избирачкиот список не ги исчисти сомнежите. Видов бројка од 222 избирачи, кога реална бројка на жители на село Љубена е меѓу 70 и 80 жители. Колку беше успешно прочистувањето на избирачкиот список? Дали жители на Пустец повторно ќе гласаат на изборите во Македонија? На помалку од 2 недели до гласањето на терен во Мала Преспа Албанија и во Преспа Македонија проверивме. Што се случува во Пустец во предизборието? И дали е вистина дека во Ресен и Ресенско останале запишани значителен број пустечани со право на глас? Во Пустец не бевме добре дојдени, особено не за општинската администрација што ја води градоначалникот Едмон Темелко. Петар Клинчарски. Од каде сте ви, од каде доаѓате, што тука гласате? Од тука, од Скопје. Од Скопје? Да. На која улица живеете? Киро. Кој Киро? Киро Крстевски. Киро Крстевски. Од кој дел на центар доаѓате? Од Ресен. Од центарот Маркс и Ѓорѓија. Ако ни рекој да ме гласам. Ако ни речува, па ќе гласам. Што ние во Македонија се знаеме, ние мајка наша. Ако продолжите со вашите провокации, ние значи ќе си преземиме наши мирки. И во прочистениот избирачки список, гласачи од Пустец останаа станари на многу адреси во Македонија. Најмногу во Ресен и Преспа. Видов бројка од 222 избирачи, кога реална бројка на жители на село Љубена е меѓу 70 и 80 жители. Можно ли е повторување на сценариото Пустец на 11 декември во Македонија? Пустец. И мирно и пусто. На 2 недели до предвремените парламентарни избори, овдешните жители чекаат и се уште не знаат дали повторно ќе бидат организирани да дојдат и да гласаат во Македонија. Ако ќе согласи, ќе ојме. Со да има такво, што да правиме. Не знаеме нешто сега, како ќе организира Македонија за ова. Јас сам македонец и македонец ќе умрам до живот. Ти кажам. До сега сте биле ли да гласате во Македонија? Си бил и лични карти ми даде Груевски. Нашите соговорници гласале на претходните избори, но како да чувствуваат вина поради тоа. И кај гласавте? Борија се во носило, не знам да ти кажа страмот. Во носилче, ама ке него паметно село кога Савик. Со автобус ојдам и до Ресен седна со коли, со ово, со оно, ме носе, каде, тука. Гласаш, добро, тука. Ти си гласам. Имам и во Ресен такво живеалиште. Тоа гледам нешто, имам куќите на децата шви. Имате куќа во Ресен? Под Кирија. Но само 20 на минути откако зачекоривме со камерата по тесните улички, почнаа да не следат лица со автомобили и да ги инструираат жителите на Пустец да не зборуваат пред нашата камера. Ја ми вика овој. Чувај, не, има мисля. Абе. За кратко, не пронајде и секретарот на Советот на општината Пустец, со која раководи градоначалникот Едмон Темелко. Секретар на Советот без снимање, значи. Добро. Секретар на Советот на општината. Добро. Имаме поднесено жителите, значи на општината имаат поднесено жалба дека ги вознемирувате. Кој има вашите поднесено? провокации, жител, значи овде на општината. Доколку вие продолжите со вашите провокации или уцени, ние можеме, значи, Господја, да пријавиме. какви уцени, значи ние сме дојдени овдека да направиме анкета. Ако продолжите со вашите провокации, ние, значи, ќе си преземиме наши мерки. Пријатно. Кои се тие мерки, ако може да ни кажете?
Ова не беше крај на обидите да не одвратат од намерата да направиме репортажа од селото. Екипата на 360 степени два пати се соочи со полициско легитимирање. Свет да биде регуларно. Да нема провоцирање во луѓето, снимање без дозвола, да нема провоцирање во луѓето. Можеме. Зашто има луѓето секако може да го приватат. Вториот пат, четворица полицајци не упатија да побараме дозвола за снимање во општината. Имате известено некој од власта тука? Пред да дојдете тука треба да прашате. Притисокот од сите страни се зголемуваше и бевме принудени да го напуштиме Пустец. Во соседните малопреспански села во Албанија во кои сакавме да снимаме, Леска, Зрноско, Шулин, еден чекор пред нас беа истите оние што не следеа во Пустец. И во овие места ги инструираа жителите да не даваат изјави. Опитме нешто вака, прашале мамо ми каже. Загласиме нешто да ги работи, нема проблем. Сајното не ме работи. Ја, вистина, ја. Идам. Штука. Петчасовната драма во Пустец траеше со непрекинато следење на екипата на 360 степени буквално на секој чекор. Имаше телефонски јавувања, притисоци, на два пати дури не легитимираше и полицијата за на крај да завршиме во општината. Во општината пак негодуваа на прашањата кои што ги имавме поставено на жителите на Пустец, дали претходно гласале во Македонија и дали повторно ќе гласаат на 11 декември кога се закажани изборите. Оставивме отворена покана за интервју со градоначалникот Едмон Темелко, кој во моментот се наоѓаше во Корча. Меѓутоа, досега не добивме никаков одговор. Од другата страна на езерото, во Македонија, Печалбарското Љубојно, кој изобилува со стара архитектура, е празно со жители, но полно со фантоми. Видов бројка од 222 избирачи, кога реална бројка на жители на село Љубојно е меѓу 70 и 80 жители. Едно чудо од нив ги има, не би знаел да кажем од каде потекнуваат. Може би имаат некои стари корени или се ново уфрлени, но евидентно не постојат. Според пописот од 2002 година, селото официјално има 175 жители. Иако иселувањето продолжило, бројот на регистрирани избирачи растел. Тие фалшливо, оние лаги на ДПМН овде што играа играчки. Сакате да кажете дека има регистрирано во Љубојно и гласачи кои што не се од овдека? 100%. Во Љубојно гласа и некој Ѓурец и Насер. Дали ви е познато тоа како жител овдека во Љубојно? Не ми е познато тоа име. Што е право, иначе не ми е познато. Клуновска Сандра. Не сум сигурен. Но не е само Љубојно. Ако се спореди бројот на жители од пописот и во другите преспански села со запишаните во избирачкиот список, евидентна е разликата. Наспроти миграцијата, гласачи има се повеќе. Слична е ситуацијата и во градот Ресен. На улицата 29 ноември број 116, пред 2 месеци починал газдата на куќата. Од избирачкиот список бил експресно избришан, но таму, на истата адреса, и понатаму фигурираат 9 лица за кои домакините не знаат кои се. Нивните реакции останале залудни. Има и други такви примери во Ресен. Истата адреса имаше плюс уште 20 други Дали побаравте одговор од некоја институција како се нашле тие? Не побаравте ништо, просто се проверивме дека имало, просто не знам што направи. Имало доста некаде 15 души во некој куќа, како што велат другарите вака, некаде 17, некаде 20. Во мојата адреса немат. Ама знам кај комшиите имат. Колку ги има? Од каде се појавиле? Знам дека ги има, ама сега точно од каде се не знам. Колку се наброј? Точно не знам, имат 6-7 души се.
И на адресата на која во Ресен живее градоначалникот на Пустец Едмон Темелко, останале запишани Киска Христина и Киска Александер со право на глас. Нашата теренска проверка покажа дека низ крстената, теренската и административната проверка на ДИК сепак се протнали и жители на Пустец, особено во Ресен и Преспа. Тие ќе може да гласаат и на 11 декември во Македонија. Со споредба на јавно достапните бази, пред на избирачкиот список пред и по прочистувањето и на списокот со спорни записи, може да се дојде до заклучок дека од избирачкиот список се избришани околу 1500 жители на Пустец. Од нив 550 се избришани од гласачките места во општина Центар, 400 од Кичево и уште толку од Ресен. 360 степени дојде до информација дека дел од избришаните од списокот со проблематични документи сепак се обиделе да се пријават за гласање во диаспората, во амбасадата на Македонија во Тирана. Од околу 300 пријавени таму, ДИК дала дозвола за гласање на само 65 лица. Познато е дека специјалното јавно обвинителство води истрага под кодно име Титаник за злосторничко здружување заради целосна криминализација на изборниот процес, вклучувајќи и незаконско издавање лични карти и незаконско вметнување во избирачкиот список. Истрагата е во тек и засега е неизвестно дали и кога СЈО би покренало обвинение за овој случај. Изборната кампања е во полнек, кресчендото неверојатно допрва треба да се очекува, иако веќе бевме сведоци на екстремни настапи. Ги поканивме писателката и универзитетска професорка Румена Бужаровска, психијатарот Ѓорги Хаџиангелковски и ветеранот на ОНА Бесим Хода да коментираат некои од поекспонираните говори. Домакин им беше нашиот Никола Здравковиќ. Стануваме, одиме, тргнуваме! Ајде! Станува Македонија! Одиме! Средношколските моменти во Америка, во средните училишта, на ваков начин се обидуваат да анимираат публиката средношколска. Со тоа што тие таму немаат никаква поента, едноставно само ги анимираат учениците од прва година против учениците од втора година, од прилика, на ист ваков начин, празно и гласно, само повторуваат некои исти фрази кои што апсолутно немаат никаква поента. Политикански катастрофа. Немам што да кажам. УЧК! 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 Ајде чит баш! Fatkeqësisht, kampi politik i dal nga UÇK-ja, i cili thirrën emrin të UÇK-s, dështoi në realizimin e kësaj të drejte dhe ra në të njëjtën kurth. Pra, ai zgjodhi prap foteljen dhe të mirat e veta materiale, individuale dhe grupore, siç u mlodhen në strukturën BDI, dhe harroi arsyeën se pse ndodhi lufta 2001. Dhe besoj që thirrja dhe tendenca e mbulesës me petkun e UÇK-s të çdo kampi politik, veçanërisht BDI-s, është fatale për vetë BDI-n. Публиката не се пали на таков тип на празна мотивација, мислам дека е позитивно за сите нас. Дека едноставно тоа значи дека доста беше, дека треба малку да се пополни со содржина тоа што го кажуваат политичарите на овие митинзи. Затоа Никола Груевски избега од единицата. Затоа бега тој од единицата. И каде избега? Оп, во четворката. И оп, овде е сега на нога. Но на 11 ќе шутираме. Ќе шутираме и во четвртата изборна единица. Идејата е, предпоставувам, да биде тоа популистички, да може да се разберат пораките, исто како што и Груевски викаше сега му е мајката. Меѓутоа повторно тоа е едно многу ниско ниво. Ние не сме достигнале ниво каде што всушност на самите политички говорници нема да се служат со еден ваков полуподсмешлив начин на кој што им се обраќаат на противникот. Besoj që ky formë, pavarësisht shakasi mundohet të fus në fjalor, duke nisur nga ajo që ne përballemi përpara një qeverie skajshmërisht të korruptuar, ndoshta më e korruptuara në Evropë mund të merret, dhe skajshmërisht të
tendencioze edhe për të ardhmen e vetë shtetit, sigurisht që besoj që Zoti Zaev duhet të ishte pak më i kthjellur, më esull në fjalimet që mban dhe mos ketë shumë vend për fjalime të tilla. Besoj që kjo vjen si pasojë e pasigurisë që ai ndjen brenda vetes, duke nisur nga ajo që ndoshta asnjë lider tjetër deri tani opozitar nuk ka pas një kartë fuqishme siç ka qenë përgjimet, dhe besoj që Zoti Zaev nuk e shfrytëzoi ashtu si duhet një kartë jashtëzakonisht fuqishme kundër këtij pushteti. Многумина ме прашуваат сиот овој изминат период како го изража сево ова на нозе. Секако тука неодмилив дел беа и констатациите на Заев дека паднале 93 литри во секунда дожд. Значи, замислите по еден огромен аквариум во секунда да ви паѓа вода на глава, дека за изборите на 11 декември ќе сме се договориле до 31 декември, или она дека од изборната единица од 311.000 гласа морава да се проверат 526.000 гласа, или дека ќе зајакна културата со поетски читања. Веќе не се верува во она што се збори. Од тој аспект екипата од позади веќе е заморена, изморена. Извици се читаат, извиците, паролите се читаат. Мислам, малку дегутантно влијае тоа. И очигледно не се останало ништо друго осим навреди на другата страна. Kjo lloj ngritje zërit sigurisht të shkonte sa do pak një opozitar dhe absolutisht një njeriu I cili brenda këtyre fatkeqësisht brenda këtyre 10 vjetëve kemi pas si kryeministër fatkeqësisht, atë është fatkeqësi e madhe. Unë gjithmonë kam vlerësuar që fjalimet e Gruevskit janë fjalime nacional romantike në të miniaturës së një lideri të atëhershëm, një tendencë e imitimit të Napoleon Bonapartes apo Mussolinit, veçanërisht thirrjet e tija qohuni, kjo stamete, ata 6 vjet janë ulur, nga ki janë përullur realisht, dhe ki sot kërkon të ngrihen, po ata njërës të cilët I ka përullur vetë. Гледаме еден роботски говор, гледаме едни шеги кои што апсолутно не се шеги. Значи тој во еден момент вели шегата на страна. Не знам што беше претходно смешно за да кажеме дека имало некаква шега. Тоа се се некои апсурдни подбуцнувања кои што во суштина не говорат, не кажуваат ништо суштинско и во себе не содржат никаква вистинска критика. А потоа се надоградуваат со известни дерења. Со оглед на тоа што доста пати се прозиваат во своите говори, се дојавиле некој впечаток дека можеби си ја доживуваат Заев и Груевски предизборната кампања како лична некоја пресметка, а не изборна пресметка на две партии или на две идеологии. Има некои сличности во тоа како се однесуваат и тоа викањето Никола, Никола, истото се случува и кога ќе се појави Заев, Зоки, Зоки викаците. Значи, тоа што се во иста изборна единица, постојаниот нивен ривалитет, идолопоклонството кај нивните сопартици покажува на една многу ниска политичка култура генерално кај нас. Масата, нели, толпа, ќе наречеме малку организирана толпа на митинци, се идентификува со својот водач, кај што емоционално ни се потполно под негова власт и сакаат да го чујат баш токму тоа нешто го изборуваат. Сигурно ги советува некој тоа да го направат. Сега начинот како го изведуваат, тоа е како да се управува со таа толпа е многу битен и многу префинет. Значи тотално погрешна идентификација може да се идентификуваме со оние повисоки цели на убав стандард живот, пристојна држава, ние се идентификуваме со личности. И од тука доаѓа тој реалитет кога таа личност ќе свати дека е некој полубог и дека има некој друг таму што треба да го сотре. Евен Заев што постои за никаде. Платени од странски служби, да не ја струши државата, да немаме своја држава. Може ли тоа, луѓе? Па нема ни да му дозволиме. На 11 специјален кафе спремам со еден зајак од 3 метра висок. Ке го донесам на бина на најголемиот митинг и ќе му покажам кај се наоѓа тој зајко. Каде му е местото? Катастрофално, ужасно, трагично. Као мечка шетан по митинзи, да со еден примитивен хумор да засмејува
И баш сладко се смеат, се гледа, да, други не им се смеат, него му се смеат. Очигледно, баш убаво се гледа. Солзи им течат од смеење. Што е трагично за ромската популација, колку е таа потисната и дискриминирана кај нас, ништо не се направи. Со вакви ликови нити ќе може да се постигне нешто. Кажува дека како можела Шекеринска да биде некаков лик политички, кога стигнала до тоа ниво, нели, да води во шутка. И со самото тоа всушност го намалува значењето на ромите. И потоа уште кажува единствено нешто што има да го му препорача на Груевски е дека ромите се лојални. Всушност не бара ништо за самите роми, туку му кажува, ги продава на известен начин. Кога му кажува еве на овој лидер, тие моите роми, кои што како он да ги раководи, ќе му бидат лојални. Многу трагично. На крајот една генерална оценка за македонската политичка сцена наблюдувана низ оваа говорничка призма. Ниско ниво на изразување, популистички финти, истрошеност на материјалот, како што рековте вие, многу малку иновација во говорите, многу малку вистинска мотивација. Популизам еден примитивен, кој не води никаде и не знам што ќе се случи на 11-ти, но немам вера. Kjo është shumë e dhimbshme realisht dhe po njeriu shëndosh po ta analizoj dhe po të shokte, do të nesër të shohë dhe ta palës kufere dhe tik nga ky shtet. Ajo që shohim nga këta fjalime dëshmon parapaskenën e përgatitjeve të partive politike se në çfarë forme do të fitojnë zgjedhjet. Për shkak se ata nuk japin asgjë për të kuptuar për të marrë zgjedhje, për të marrë vota. Ata tregojnë që këta zgjedhje do të fitojnë me forcë. Станете сите. Сега му е мајката. Сега му е мајката. Во 360 степени вечерва стигнавме до саботажата на Сречко Поповски, да видиме. Енормното загадување на воздухот во Македонија не е автохтоно, туку е дело на странски служби. Низ организиран шверцерски канал од северниот сосед, во нашата држава се пренесуваат најразлични типови на чад, дим и големи количества на PM10 честички. За среќа, оваа појава е навреме осуетена и тие многу бргу се издувани низ медиумскиот вентилатор. Со ова само се потврдуваат информациите дека СДСМ има ангажирано скапи продавачи на магла од Србија. Освен тоа што е спречен обидот за продавање магла на политичкиот пазар, се дисквалификува и проветрува и персоналната историја на кандидатите. Па еден од нив всушност и не би можел да учествува на изборите, затоа што и не е македонски државјанин. Јас тврдам децидно дека Заев не е македонец по порекло, дојден е од Грција и тоа као влашко семејство кое е било настроено со грчката патриаршија, пратено во Македонија за шпионажа. Откако утврден лажниот идентитет, нормално е дека треба тотално да се демаскира тој лик кој не заслужува да учествува не само на вистински избори, туку ниту на избори за мистер, бидејќи со неговиот изглед ја наградува прекрасната слика за состојбата во која се наоѓа државата. Во Република Македонија има само едно грдо лице. Тоа е лицето Зоран Заев. Тој своето грдо лице го покажа доцна синоќа. Оваа слободна интерпретација на вкусовите која се презентира е само уште еден начин да се скрие големата приказна за земјата, ставена во една огромна машина во која граѓаните, на која програма и да свртат, имаат можност да бидат сведоци на тоа како се суши. Сушарата има абсорбер не само према југ, туку и бочно. На тој начин, значи, ова е сушара каде што не мора тој што ја употребува да ја врти нонстоп према сонцето, таа ќе се абсорбира и од исток, и од запад, и од југ. Таа машина за сушење ги абсорбира сите можни синдикати од исток и од запад, сите пензионери од север и од југ, невладините владини кои наместо тогаш кога треба, проценката за својот потпис ја даваат ако бидат извадени од контекст, за навистина да биде контекстиран нивниот акт. Бевме присутни на еден историски скандалозен чин, антидемократски чин, антисиндикален чин,
Може би затоа единствената реална оценка на состојбите треба да се бара од оние кои што најдиректно се соочени со државата и незините инструменти. Уништија се живо, се целата природа е уништија. Ни сенки оставија што се вика, нема една кукавица дека да кука веќе. И на крајот, тоа се тие адути со кои се става точка на се. Толку, тонч. Тонч не значи крај на партијата ако се знае дека некој во рацете држи повеќе карти од тие што се во игра. Толку за вечерва, благодарам што бевте со нас. Повторно ќе не гледате в петокот 22:30. Пријатно.